колку имаме дефицит кај младите вработени? Затоа што ние во Змај правевме една анализа која што вика дека младинската невработеност, односно вкупниот број на млади невработени се намалува и тоа за 17.000, што вака ни звучи како одлична бројка. Меѓутоа, кога ќе се спореди со млади вработени, и таа бројка се намалува. Ако во 2009 била 129.000, денеска е 111.000 млади кои што се вработени. Дополнително имаме огромно намалување кај младите кои не се активни, не бараат работа. Тоа обично бидејќи се опфаќаат од 15 до 24, тоа се млади кои што студираат, можеби уште се во средно училиште. Тука имаме намалување од 50.000, што значи дека до прва нема да ни доаѓаат млади луѓе на пазарот кои што би работеле. Баш така, не се одржава толку е. Всушност, целото оно намалување кое што го гледаме и раст на платата многу е повлијано од фактот што ние немаме млади, односно имаме многу намален број на млади. Многу индустрии нема да може да преживеат за следните 5 години. Сега форматот на емисија можда не е толку сериозен, ама мора и тоа да го кажеме, нели? Ама тоа е реалноста, да, затоа ја направивме анализава. Еве земете просек во рударството, ќе видите колку е просек на година, над 55 години. Така. Значи ако нема млади да работат во рударство, толку е. Една од побитните гранки во држава. А немаат рударите бенефициран стаж? Ова е нешто без разлика, никој млад повеќе не сака да биде градежен работник. Никој не сака да работи на земјоделие, не знам, негде. Кој млад сака да вози трактор, да речеме, или да седи на 50 степени. Повеќето би работеле на лаптоп или у канцеларија. Затоа што сега и тоа е опција и верувам дека не сакаат, ама можеби ќе биде заменето дел од таа работа со некаква механизација. Еве тоа се случува во реалноста е сосема друга. Значи, не направивме средното стручно образование да биде доволно атрактивно да ги задржи. Вториот момент е јас како би направил, не кажам кој не направил и кој направил, не ме интересира, но јас како би направил, ако ги земам, да речеме, скандинавските земји од 15 години до 18 години инсистираат младите да имаат пракса која што мора да ја поминат во нека компанија. Имаат право да работат. Па мислам дека имаше нешто такво и кај нас. Да, ама знаете кај е проблемот? Ние една фирма, ако треба да земе некој млад, а треба да ги плаќа сите придонеси, нема да го земе. Да бидеме реални. А ако му дозволиш да плати само 11% персонален, веројатно, ќе го земе, затоа што има некакви придобивки. Двете страни добиваат. Компаниите ќе добијат, веројатно, некаков практикант, а младите луѓе ќе добијат можност да создадат некакви работни навики. Значи, не се работи за пари. Пензискиот фонд ќе пропадне. Ниту родителите не разбираат. Значи, проблемот е што сите ги тераат, ако не те плаќа, немој да одиш и такви мавети. Да, тоа Јас сум работел без пари многу. Тоа сакам да кажам. Што би направил ти и што си направил кога си бил млад и си бил во време со сила каде сум да работел, почнам? па макар и за без пари. Ја ви кажам, затоа што тоа е најдоброто нешто што успеа да ме изгради како личност. Значи, тоа ми помогна да создадам социјални кругови кои не сум ги познал претходно, значи да имам пријателства на сите нивоа, ми помогна да изградам работни навики, да сватам зошто треба да станам во 8, например, рано и зошто треба да сум облечен и во 8:01 минута веќе спремен да работам. А 15 до 8 да бидам таму за да почнам да се подготвувам. Да не пијам кафе до 8:20, него веќе да сум го поминал тој период. И така натаму и така. Сите тие работни навики ми изграделе како деловна личност која денеска навистина стварно имам здрави навики работни. Можам да кажам дека тоа ме направи и флексибилен човек, и разбирлив, и мудар, и зрел и слично.